Здраво, драги мои пријатели и пријателки. Нема керефеки, нема зафрканци, нема убав ден, добар ден. Македонија е во војна. Don't panic, подолго време сме во војна. Очигледно не ви е јасно. На тие што треба има јасно, но војната состојба е со малку поинаква војна. Имено, драги мои, се сеќавате дека лани кога ги изгубија изборите, владеачките партии, една колку толку дудука, ама бар се повлече, другава многу дрско, грабливо, како орел грабливец, вака, одозго, има ние да бидеме во власт. Се сеќавам тогаш, Александар Николовски беше кај мене, а и му објавив тогаш еден твит, има значи година и пол, да и неколку месеци. Рече, нема никаква коалиција со ДУИ. Знам колку хейт и муабети излегоа тогаш по Фейсбукот кај мене, лаже, нема врска и така натаму. Еве не сега, после подолго време, остана на зборот. ДУИ не е во власт. И дали се сеќавате за заканите? Војна, искачање на улици, пушки од таваните и така натаму. Еве ви, што не ви е јасно? Ама горат отпад, гори ѓубриште, горат депони, гореа пожари. Дали сваќате дека секој ден со месеци наназад Македонија се бори? Што е војна, бе, кажете ми? Што е војна, освен кога ќе си ја видите земјата во пламен? Да, буквално во пламен. Што е земјата во пламен? Републиката во пламен. Еве ви е републиката во пламен. Не, нема ништо да ви пуштам звуци, не е ни потребно. Луѓето со многу вулгарност овдека коментираат додека се гледа овој последниот пожар во Трубарево, каде што гори електронски отпад. Електронски отпад, тоа ви е од акумулатори, компјутери, телевизори и така натаму. Знаете ли колку метали, колку хемикалии содржи еден електронски апарат? Не. Може само да претпоставите, ама не знаете. За разлика од вас, па ја многу знам и тоа е просто вака неверојатно. Количините се минимални ако ги гледате по еден апарат, но кога ќе се соберат 1, 2, 10, 100 и кога ќе се запалат, тогаш е страшно. Кажете ми, што е ова? Ова е природна непогода? Ова е само запалување? Или ова е подметнат пожар? Ако е подметнат пожар, кажете ми што е? Тероризам? Да, тероризам. Ако тероризам не е вовед во војна, што е? Но, знаете како, ако прогласиме војна состојба или воредна состојба, тоа значи делегитимирање на сите институции за демократијата и тоа нив ќе им одговара да ја продолжуваат што е можно ситуацијата и да се наметнуваат како фактор без кој не се може. Поточно, да ве убедуваат дека или они ќе бидат на власт, или нема да видите бел ден. Тоа е опозицијата. Тоа е моје скромно мислење, ја немам докази, ја не сум истражител, ја не сум ниту, не знам, специјален. Имам здрава памет. Кому му одговара да гори Македонија вака? Секој ден, every fucking day. Македонија гори и Македонија е во војна. Тука немам двојби, драги мои. И сега памет во глава. Прво вие што треба да направите е да не уцвикате. Второ, треба да бидете активни. И треба да знаете кој е непријателот. Дали гледате сега каде иде хейтот? Како бе све, разбирливо е, нели, кој е на власт, тој е одговорен. Кој ги подметна пожарите? Ова кај нас почнува од Кочани наваму. Јас ви велам дека за некоја година ние страшни работи ќе сватиме. Ние имаме човечки жртви. Во име на што? И во име на кој? Ова е специјална војна. Ова е војна. Ова не е
фронтовска војна, ова не е отворена војна, ама ова не е војна за занемарување. И треба да знаете кој ви е непријателот. Како бе никој не се прашува кој ги подметнува пожарите. Како никој не се прашува зошто никој не е уапсен. Фала Богу. Не сакам да се мешам по социјалните мрежи, инаку прилично лајам и гласен ми е постот мој, но нели, за пожарот во Трубарево приведени 4 лица. Истрагата е во тек. Дали сум задоволен? Не. Затоа што првите двајца се газдите на објектот кој може и абер немале. Другите двајца можат да бидат посомнителни. Но има овде цела партиска структура кој стои за ова. А кога премиер ќе ти каже дека за ова стојат внатрешни, но и надворешни структури за ова палење на Македонија, тоа ми дава прво надеж и уште поголема вознемиреност. Ова е голема ситуација. Ова е бара будност од сите нас и бара фокус. Следниви избори ќе биде газење. Затоа што знаеја, ги видоа рейтинзите, ги знаат резултатите. Само радикализација ќе им помогне. Затоа, драги мои, не ја давајте Македонија, затоа бидете паметни и знајте од каде дува ветерот, кој ни е непријателот и што не очекува.